Добро вечер и добро дојдовте во отвореното студио на програмата на телевизија Нова, вечерва стандардно во неделниот термин посветена на спорт. Една од актуелните теми во светот на спортот на домашен терен се разбира е настапот на македонската млада ракометна репрезентација на светското првенство кое што ќе се одржува во Алжир. Нашите ракометари ги завршија подготовките, утре патуваат за Алжир, веќе во вторник ги почнуваат настапите во групниот сегмент на ракометниот мундијал. За да ги испратиме на најдобар можен начин, за да ни кажат дали се подготвени и што очекуваат од ова светско првенство, вечерва поканивме тројца од македонските ракометни репрезентативци од оваа селекција млада, меѓутоа и сениорски репрезентативци. Филип Кузмановски, добро вечер. Филип Талевски, добро вечер. Мартин Велковски, добро вечер и за тебе. Ги комплетиравте подготовките, завршивте со се што требаше да се сработи до стартот на светското првенство. Се чувствувате ли подготвени за настап на ракометниот мундијал? Пред се добро вечер. Благодарам што не поканивте и чест ние што учествуваме во оваа програма. Точно така ние ги поминавме овие подготовки, ни остана само тој мундијал во Алжир. Имавме 7-дневни припреми во Мавро, потоа бевме во Скопје 2 дена, па 2 контролни утакмици во Доха со селекцијата на Катар и уште 4 дена тука во Скопје, каде што ни остана тоа да го завршиме тие финеси, да ги коригираме што ни недостасуваат и утре не чека лет и пат до Алжир, каде што треба да се фокусираме само на тоа светско првенство. Што ви покажаа контролните дуели во Катар? Па добро, како што кажа Талевски, добро се подготвив, мислам дека во Маврово. Ни фалеа, мислам, некои тие пријателски надпревари, но добро излева во пресред Катар. Видовме што ни фали, добро, мислам дека се припремаме конкретно за таа прва утакмица со Русија. Немаме многу време. Тука во Скопје поправивме некои со помош на Парондо. Да, имате и некои измени во стручниот штаб, ќе зборуваме и за тоа. Добро, мислам дека ги анализиравме, пак ќе кажам дека малце време, но што е, утре патуваме за Алжир и ќе видиме таму со Русија. Тоа ви е првиот надпревар. Мартин, какви се твоите впечатоци од подготовките? Што е еден вкупен заклучок? Доволно ли ова што го одработивте? И можеби можеше да има уште некоја контрола пријателска во пресрет на светското првенство? Едино мислам дека тоа можеше да има уште некоја пријателска, али сепак припремите во Мавро беа одлични. Имавме кондицијски тренер, све од стручниот штаб што ни требаше за да се припремиме за тие два надпревари. Може да требаше да бидат и повеќе од два, но сепак видовме каде сме, што сме. На кој ниво е оваа репрезентација на Катар? Како ја споредувате со кој од, да речеме, потенцијалните противници на светското првенство? Што може да покаже за нивото на вашата игра во овој момент? Па мислам дека на ниво на Русија, што ни беше стварно битно да видиме до каде сме, пошто таа е прва утакмица и според мене најважна. Ако отвориме со победа, мислам дека ќе тераме позитивно нагоре наредните утакмици. И мислам дека ќе се спремиме. Имаме сега помоши од други луѓе, така да би требало да бидеме спремни за тој меч. Филип, каков предизвик е ова светско првенство за тебе? Не е нешто ново да одите на големи ракометни настани, дел сте и од сениорската репрезентација, сте виделе како изгледа тоа да се биде на голем ракометен собир, меѓутоа мора да е предизвик. Точно така, можам да потенцирам дека и е поголем предизвикот поради тоа што сме ние 96-97, ние ова последно првенство и никогаш не сме учествувале на светско првенство и баш поради тоа имаме една посебна мотивација каде што треба да го докажеме, да го покажеме тоа последно од нас за овие младински категории и влогот е голем, а тоа е сепак да играш за Македонија и да ги браниш боите на својата држава е голем. Филип, ти имаше некои пехови околу настапот за сениорската репрезентација со повреди. Тоа те спречи да бидеш дел од националниот тим, меѓутоа сега си во форма и ќе можеш да го покажеш она што се очекува од тебе како еден од лидерите на овој тим. Па добро, можам да кажам дека повеќе за тие кадетски младински репрезентации имав повеќе такви повреди што ме спречи да одам на тие првенства.
И мислам ова последното што е повредив десната шака за на светско првенство во Франција. Еве сега Господ ме чува и додам сега не на светско првенство што е голем предизвик за мене и за сите останати. Сите сме спремни и мислам дека тоа е голем за нас знак, дека... Добро, немаме ние многу репрезентации кои одат на големи собири, не само во ракомет па најмногу и имаме реално, меѓутоа сепак учество на светско првенство е голем настан, не само за вас лично, меѓутоа и за спортот во Македонија воопшто. Добро, Македонија во младински категории мислам дека после на таа генерација била на Кире Лазаров, не знам пред 12 години, кој се играше во Струмица, мислам дека го освои таму четвртото место. Исто селектор беше Илија Темелковски. Не знам, може и јас ќе кажам дека може некоја звезда има Илија Темелковски што тоа се деси таа или генерацијата. Нас не сме таа за една после таа генерација за најквалитетна, за најперспективни. Да, што треба. Не знам, да одиме таму на... Конечно да отидете, нели? Да, конечно да отидеме сите, како што треба, комплетни, а дадеме се од сега. Се да биде во ред. Мартин, каков предизвик е светското првенство за тебе? Прво ова нешто ново, бидејќи до сега сме биле квалификувани на европско. На европско, така. Сме го сетиле каква и мислам дека овој пат ќе биде многу поразлично. Има повеќе екипи, повеќе конкуренција. И еден голем предизвик. Тоа што има повеќе екипи може ли да биде олеснувачка околност со оглед дека најсилните екипи сепак од Европа доаѓа? Па добро, да може да биде некоја предност, но сепак после групната фаза пак ќе бидат тие најаките екипи. Так. Нема избегнување. Нема избегнување. Ќе зборуваме подетално за групата во која се најдовте на ова светско првенство, меѓутоа уште малку да се навратиме на подготовките. Имате своевидно засилување и проширување на стручниот штаб со шпанецот Парондо. Што донесе, што внесе поинакво и поразлично тоа што го работевте претходно? Па, он тука е за една по-глобална анализа, да видиме што играат противниците. Добре. И мислам за нас тоа е една голема позитива, каде што ни кажува како да се поставиме некако ист систем како на нашиот селектор што ни е сега Раул. И мислам дека ќе биде добре дојден за нас, поради тоа што до сега такво сме немале, такво искуство од такви играчи каде што играле на светски првенства европски. И за нас, како што кажав, ќе биде добре дојден. Мартин, како ги доживуваш ти овие промени? Па мислам дека ќе бидат стварно добри за нас, бидејќи Парондо прави одлична анализа, не припрема и како за целата екипа, така и за индивидуалните страни на одредени играчи во таа што се како носители на противниците и ни не спрема како да ги затвориме тие нивни најдобри страни за да можеме да дојдеме до победа. Филип, имаме едно малку поинако прашање за тебе. Како е да направиш споредба меѓу тоа да си дел од сениорскиот и да си дел од ваков младински состав? Што ти е подраго во моментов и каде ти е попријатно или е еднакво добро а меѓутоа што се разликите? Добро, мислам дека во селекција имаме еден како поголем притисок. Јас како можам да кажам дека може време да се очекува од нас како помлади играчи, дека време мислам ние да кажеме да дадеме се дека треба да бидеме носители на таа игра во селекција. Друго во младинската селекција која ќе дојдеме како поискусни и позри да делуваме од другите играчи и така ни е полесно. Да кажам за Парондо кој мислам дека нас ние што сме дел од таа селекција, кога дојдовме тука, ние сме запознаени со таа тактика, со таа начин на игра. Мислам дека имавме проблеми со другите играчи, но полека се склопваме со тоа и полека да стане на навика тоа дека сите место на сите играчи да дојдат во селекција. Моментално од младинската селекција дека за неколку години ќе бидат и тие носители. Добро, во перспектива тоа треба да се пополнуваат празнините што ќе се појавуваат, нели во сениорскиот тим ќе треба со оваа репрезентација. Она што секако ја интересира многу јавноста е групата во која вие се надпреварувате на ова светско првенство. Тоа е прелиминарна групна фаза, преку која 4 најдобри репрезентации одат во осмина финале, тоа е елиминациски сегмент на светските првенства за оваа возрастна категорија во ракомет. Вие се среќавате со репрезентацијата на Русија, веќе ја споминавме, тоа ви е првиот надпревар. Потоа имате дуели со Буркина Фасо, со Тунис, со Шпанија и завршувате со Бразил во групниот сегмент.
За групата се зборувало и кога ја добивте и извлекувањето и така натаму, меѓутоа еден впечаток. Како ви изгледа оваа конкуренција? Па, искрено има 3 екипи што ние не ги познаваме, Буркина Фасо, Тунис и Бразил, каде што никаде не сме сретнале со нив и не знаеме каков ракомет играат. Може би играат некој друг тип на ракомет со многу трчање, со многу длабока зона, каде што треба да бидеме максимално подготвени. А со европските репрезентации имаме играно и со Русија и со Шпанија, каде што првата средба ни е со Русија, имаме 2 средби одиграни на 2 европски првенства, една ни е пораз, а другата ни е победа. Се познаваме добро и морам да кажам дека, како што потенцираше Мартин Велковски, така и јас ќе кажам, првата средба ни е најбитна на оваа селекција. Филип, како тебе ти изгледа оваа конкуренција? Еве, претпоставувам дека тој ви е општиот впечаток дека овие дел од овие репрезентации ви се непознати. Меѓутоа ќе треба тоа во да се решава таму. Добро, како што кажа Талевски, 3 екипи, 3 селекции не познаваме. Мислам, тие контролни надпревари што ги изигравме со Катар, мислам дека не изненадија таа одбрана што игра со длабоко, треба и на тоа да очекуваме, треба да се спремиме, но немаме не ги имаме ни анализирано. Првата со Русија, добро кажа дека добро ги познаваме, треба да се спремиме и ги анализираме цело време. Мислам дека таа е најбитна и одиме чекор по чекор. Мислам дека како македонски менталитет првата ако се добие утакмица, дека после се креваме психички, не треба, мислам сега искрено не размислувам на тие, останати сме фокусирани сите кон Русија. Мислам дека најголема опасност има од тие бековски позиции на Русија. Имаат одлични шутери, одличен лев бек и одличен десен бек. Тренираме на тоа да најдеме најдобро решение да испречиме. Кои се најопасни противници? Русија и Шпанија, дефинитивно. Тоа значи дека вие во трката за четвртото место се би оделе со дел од овие репрезентации кои не ги познавате многу. Па, најверојатно така ќе биде. Сега не знам како играат Бразил и Тунис. Предпоставуваме дека сепак Буркина Фасо нема некоја ракометна историја. Да. И најбитно ни е, најидеално би било да ги победиме првите 2 надпревари со Русија и Буркина Фасо, што ќе обезбедиме сигурен осми на финален пласман. А После за се е понатаму плюс и ќе биде све, да. За подобар пласман, па полесно вкрсување. Полесно вкрсување така. за четвртфинале, за полуфинали и така натаму. Како ќе се снајдете на овој турнирски систем? Не ви е првпат, меѓутоа сепак е напорен турнирскиот систем. Да, секогаш е напорен, се игра ден за ден утакмици и исцрпувачко е тоа. Треба максимално да сме спремни, треба максимално после секој надпревар да имаме добра рекуперација, добар одмор, за да го чекаме другиот надпревар со нетрпение, морам да кажам. И тешко е, но ќе ги дадеме сите сили. Пред сезона е ова и ова светско Кај првенство. вас се споено и сезона, и после сезона, и пред сезона, и баш подготовки. Баш така. И мислам дека и добре дојдено ќе биде ова првенство за нас, каде што потоа не чекаат клупските обврски и ќе се вратиме во клуповите спремни и ќе ги дочекаме тие обврски. Физички подготвени ли сте? Па, За овој притисок на турнирскиот систем што го носи? да, мора и физички и психички да сме спремни. Сега неќам јас да мислам дека ќе изгубиме од Русија, треба да се кренеме после и да има или пораз или победа, да заборавиме и да мислиме на другите такмици, но се е можно во таа група да се деси. Ќе видиме со Буркина Фасо, мислам дека ти играти исто како Катар, нешто слично. Ќе кажам таа 3-3 одбрана некоја што не беше, мислам дека ни правеше Катар проблеми со таа, и искрено во нашите тимови кај што играме ние не сме запознаени со таа одбрана. Тоа е тоа. Што се клучните очекувања? Најмалку да се биде четвртопласиран и да се обезбеди прогрес во следниот сегмент. Тоа е некое реално очекување, да речеме, меѓутоа што е желба и амбиција ваша? Добро, желба се знае на сите што е, сите сакаат медал, са не е битно каков медал, али сепак треба да идеме чекор по чекор. Прво мора да стигнеме, бар да имаме две победи во групата, за да идеме понатаму. До медал ќе ни треба. До медал ќе ни требаат и повеќе, така да не знам, ќе видиме. Битно е прво како ќе отвориме, па за понатака ќе покаже времето.
Општо малку да позборуваме за овие светски првенства во оваа возрастна категорија. Каков квалитет нудат Мартин, можеби ќе се научи, ние го следевме овде Европското првенство за играчи до 21 година, тие се фамилиарно репрезентативци на оваа држава и го споменувам во контекст на тоа за да направиме споредба. На Европското првенство фудбалско за играчи до 21 година видовме ниво на квалитет исклучително високо. Не знам колку сте биле во можност тоа да го следите, претпоставувам барем надпреварите на Македонија. И играчи кои буквално се иднината на светскиот фудбал. Дали може на овие ракометни собири за вашите генерации да се споредува така? Дали го носат тој квалитет и дали сите звезди ракометни потоа излегуваат од овие собири? Нормално е тоа. Мислам дека оваа генерација до 21 година, како и во фудбалот, така во ракометот, така и во кошарката, на секое првенство сигурно 10 играчи најмалци излагаат во тој светски ракомет. И тука е пресудното во кариерата. Ако бидеш добар на тоа првенство, мислам дека ти се отвараат сите патеки за во сите европски клубови каде што се игра најквалитетниот ракомет. Како квалитетивно може да се споредат овие светски првенства со сениорските, да речеме сега? Има разлика, јасно е. Меѓутоа, како можеме да кажеме од прилика колкава е разликата во проценти? Сега во проценти не точни, меѓутоа, колкаво е нивото на разлика на сениорските и на овие младинските светски првенства? Па не знам, сега на сениорско првенство не сум бил, али сепак мислам дека е поразлично е поради тоа што со младинските си ограничен во генерација, на пример, каде што не можеш да додаваш постари, помлади играчи. Мислам, може помлади, но сепак многу е поголема разликата од 18 до 21 година, него од 20 до 30 години. Пред се за зрело стане играчот и не знам. Океј, ќе се вратиме на повторно на анализите за светското првенство, за настапот на нашата репрезентација и за она што ги очекува овие репрезентативци во Алжир, но секако ќе позборуваме во продолжение малку и за нивните клубски кариери, за сениорската репрезентација и за светот на ракометот и на клубско ниво. Останете со нас и по паузата. Назад сме во студиото на телевизија Нова, отворена програма посветена на настапот на македонската млада ракометна репрезентација на светското првенство во Алжир. Со нас е тројца македонски репрезентативци, Филип и Мартин. Во ведниот дел повеќе зборувавме за светското првенство. Ке мора и вас да ве прашам, не само Мартин, за крајните цели, крајните дострели и можностите на оваа репрезентација на овој мондијал. Добро, тоа е спортски да се надеваш на некој медал, како што кажа Мартин. И ние се надеваме во себе потајно за тој успех, но треба да се оди чекор по чекор. Пред се, мислам дека ќе биде еден голем успех ако ја поминеме групната фаза и да се квалификуваме во тоа осмина финале, каде што таму е се отворено. Си игра една утакмица, ако победуваш и во четврт финале, ако губиш, се враќаш дома, што се вели зборот. И да се надеваме на еден позитивен резултат, каде што ќе биде и за нас убаво. Осмина финале ли е крајниот дострел или реалниот, зборувам сега, за постапувањето и за желбите? Сите сакаме злато да освоите. Добро, далеко е тоа злато. Прва цел е да се помине таа група. Да кажам за оваа селекција, има многу поединци што се Меѓутоа надмината, извини, што те прекинувам, надмината ви фазата добро е што се пласиравме. Се надевам дека тоа е успех, да? Дека тоа е веќе надмината фаза. Можам да кажам дека има многу добри и квалитетни поединци во оваа селекција и мислам дека е време и како крај тоа едно да се спои и да дојде до еден голем успех. Секој надпревар мислам дека е клуч да изиграат сите и на крај да излезе еден поединец, но секој утакмица се надеваме да биде тој различен, да не гледаме со сите за посебно. Мислам дека го дадеме тој максимум од сите останати да гледаме исто како екипа. Знаете дека ракометот е колектив и мислам дека тоа позитивни има многу позитивни работи. А овие мудринките се од Катар или од тренинзи вака имате последици? Може би од девојчиња.
Сакав да прашам, Мартин, следно. Имате ли прилика представа за тоа на кое ниво е македонскиот младински репрезентативен ракомет во европско па и во светско ниво? Ако за сениорската репрезентација имаме некаква прилика дека нашите не се можеби најдобри на светот, ама се на некое ниво средно, не знам, карикирам. Каква е вашата перцепција за оваа репрезентација и за македонскиот младински репрезентативен ракомет? Па, мислам дека започнувајќи со минатата генерација која се пласираше исто така на европско, се фати некој континуитет за пласирање на европски првенства и еве сега имаме и пласман на светско првенство. Мислам дека минатите две првенства не го дававме нашиот максимум. Резултатот не беше како што планиравме, завршивме на едното последни, на другото предпоследни. Се надам дека ова последно првенство ќе биде мотив плюс, да го даваме максимумот и да добиеме добар резултат. Минатата година бевте на европско. Да. Што се научивте таму? Интересно прашање. Што научивте што не треба да повторите во Алжир? Индивидуалната игра не треба да ја повториме. Треба да го смениме тоа, да бидеме еден колектив. Каде што колективот носи успех, како што кажа Филип, ние играме колективен спорт и треба да се бориме еден за друг. Не е ова тенис каде што си сам на терен и мораш сам да се бориш. Тука е колективот и колективот ако биде квалитетен, секогаш после секој надпревар или после секое првенство, еден излага на површина, но се разбира дека колективот е број 1. Сигурно би било интересно да чујат гледачите, затоа што сепак е ова младинско светско првенство, па можеби и се нема толку информации. Со какви играчи доаѓаат репрезентациите и кои се најфаворити на ова светско првенство? Па добро, ќе кажам за Русија, познавајќи од клубските надпревари, мислам дека тројца играчи се напреваруваат во таа најсилна лига на шампиони. Тоа е еден голем плюс, едно големо искуство што со младинска репрезентација едно големо искуство и без трема, без притисок игра тој даваат големи резултати. Можам, не знам, мислам дека фаворити се една Шпанија во нашата група, една добра Франција, кои сите се таму добри поединци, играат сите во големи клубови, многу имаат искуство. Но никогаш не значи дека фаворитот секогаш може да... Тоа не мора да значи, меѓутоа се согласуваш ли со изборот на овие репрезентации? Кои се најсилните репрезентации според тебе на овие според мене, мислам дека е најсилна Франција, како индивидуалци имаат, може да се каже имиња, имаат играчи во Барселона што играат во големите француски клубови, но исто така се знае Германија стално била на сите првенства во било кој спорт една од фаворитите. Така да, тоа тие се тие држави, Франција, Германија, Шпанија и не знам, може и ние ќе успееме некако да се умешаме тука. Тоа се оние држави кои доминираат во европскиот и во светскиот ракомет, ако се има во предвид дека европскиот ракомет е сепак тој кој е клучен за развојот на овој спорт. Значи се очекува да се продолжи традицијата во таа насока. Да, треба да се бориме со на Шпанија, каде што е европски шампион. И морам да кажам дека 80% од селекциите имаат по неколку индивидуалци каде што играат Лига шампиони. Тоа ми беше и на прашање во Бундеслигата, во Баскетбол лигата, во Франција во една од најсилните лиги. Ние овде во Македонија и што сме во Металург и еве да кажам во Рајнеке Левен јас, играат и Лига шампиони и сека лига каде што се ни тешки надпреварувања и тоа треба да биде еден плюс за нас и едно големо искуство и треба да се покаже тоа само на терен дека вредиме и заслужуваме да бидеме во најдобрите. Имате ли некакви сознанија базични од прилика за тоа на какво ниво е организиран младинскиот ракомет токму во овие најсилни држави и репрезентации што ги споменавме? И каде сме ние во споредба со тоа? Па сега едино може би имаме некоја слика за Шпанија, бидејќи сега имаме помош од некој шпански тренер, од Парондо, кој го има све тоа поминато и гледаме дека скроз е различен и
начинот на тренирање, начинот на анализата, Дали начинот во на глобално и такмичење. целиот организацијски систем е поинаков? Тоа ми е не само конкретно тренинзите во репрезентација, меѓутоа целиот пристап на федерацијата, на целиот систем на работа со младинските категории, од кои после треба да се добијат сениорски Добро, не репрезентативци. можеме да се пожалиме ние од нашата федерација, но сепак сигурно шпанската, на пример, како федерација Да, имаат и тоа ми е. Дали подобри имате некакви сознанија услови. како изгледа тоа? Па немаме некое сознание, но предпоставуваме дека имаат подобри услови, финансиски се подковани и имаат подобри припреми, повеќе турнири организирано. Но сепак и ние сме задоволни за тоа како било пред 5-10 години да, до тоа сега како е. И ние сме напредни. Да, Многу. многу е тоа. Ќе морам да ви искористам малку и за сениорската репрезентација. Дел сте и од неа, се пласиравте на Европското првенство, веќе знаете и како ќе се одвиваат и таму работите со оглед на групата и се. Како го доживувате овој? Прво тоа што сте дел од сениорската репрезентација и што имате можност да се надпреварувате на највисоко ниво. Чувството е фантастично, морам да кажам. Играме покрај еден Кира Лазаров, покрај Филип Миркуловски, покрај две крила што се Дејан Манасков, Гоце Ѓоргиевски, Борко Ристовски на голот, Стојанче Стоилов, каде што сите имаат име во европскиот ракомет, а и во светот. Ние сме тука најмладите во таа репрезентација, ја Таму добиваме... ви е полесно. Па, добро, ни беше полесно. Или сега веќе не? Сега веќе не. Сега веќе треба да превземаме одговорност и да придонесуваме за оваа репрезентација и чекор по чекор треба да ствараме едно име во европскиот раков. Сега има и промена на селекторската позиција, веќе извесен период. Што значи тоа? Што ви донесе тоа? Па, колку што се виде на овие надпревари што ги одигравме 4-2 со Исланд, една со Украина и една со Чешка, мислам дека е една голема позитива. Еден добар склоп на нова репрезентација направи нашиот новиот селектор, каде што донесе еден систем како што се игра во Вардар и ние играчите сами го прифативме тоа и го покажавме на неколку надпревари дека е добро, посебно на последниот надпревар каде што беше одлучувачки за нас и ја декласиравме Чешка пред наша публика. Само една позитива донесе Раул Гонзалес и мислам дека се знае таа работа што ја работи. Ние само треба да го пратиме него. Филип, споменавме дека за тебе дека ти беше спречен да бидеш дел од светското првенство, меѓутоа беше дел од овие квалификацијски надпревари со новиот селектор и сега здравје Боже и на европско првенство. Како ја доживуваш сениорската репрезентација и кои се крајните дострели на овој национален тим на Еврошампионатот? Рано е да се зборуваме, меѓутоа прилика, нели? Па добро кажа Талески, чест и огромна среќа имаме ние што се погодивме во таа генерација со едно Кира Лазаров, со Стојанче, со Миркуловски, кои многу ни помагаат и мислам дека се погодивме во тоа време, сега кога што доаѓаме ние младите да ни поможат многу да израстиме нешто како нив, нешто слично, како едни добри и одлични играчи. Мислам дека кога дојде новиот селектор Раул Гонзалес, многу различна игра постави, многу скроз различна дека... Јас имам впечаток, не знам дали го делите и дали тоа така, тоа е јас не сум дел внатре во репрезентацијата и целиот пристап и односот кон вас како репрезентативци. Не знам дали е точно, меѓутоа вие можете да кажете. Па добро, јас например со Лино Червар бара некоја друга игра, сега шпански тренер бара некоја многу различна игра. Лино покажа тоа на светско првенство што се играше со 7-6 играчи, таа форсира играта еве и во Металур во клубот. Раул дојде, да кажам, беше многу мал период и не можевме толку да се спремиме, да кажам, за таа негова... За неговите замисли. Да, многу време треба да трае и мислам дека тоа се покажа на Раул Гонзалес кој Вардар стана еден европски шампион. Мислам дека тоа е едно браво за Раул. Ќе изборуваме малку и за клубските постигнувања на нашите екипи, особено нели за Вардар, но и тоа ќе мора да малку да ја проанализираме и вашите клубски кариери. Мислам нема да мора.
би сакале. Филип, ти си веќе во Германија. Каква е разликата на германскиот и на македонскиот раковит? Од ова што досега можеше да го видиш? Па во овие 4 Клубски. во овие 4 месеци видов доста, но не можам да кажам дека и во Македонија е лоша. И тука се работи и доста се вложува. Нашата федерација направи се за да има поквалитетен ракомет тука. Сепак германската лига е една НБА лига, како што е во кошарката, и таму германските екипи секој со секој може да игра и секој со секој може да победи. Може да бидеш првак на Германија, да изгубиш од последниот, така да таа лига е бара една динамика, еден фокус, каде што е најдолга лига. Стартуваат подготовки од 18 И сега овој месец и последни се доаѓа за Последни репрезентација. завршивте. Баш така. И тоа е малце тешко, но сепак се тренира добро. Тоа сакав, претпоставувам дека сепак има разлики и во тренажниот процес, и во системот на работа, и во се она што ти го види од блиску, да ни го доловиш како изгледа всушност. Па малци чудно ми беше поради тоа што по еден тренинг на ден имаме ние таму. Поради тоа што се премногу утакмици. Постојано се игра среда, сабота и нема време за тренинг. Треба и да му дадеш одмор на телото. Меѓутоа тука има помалце утакмици во Македонија и се тренираше повеќе. Два пати, да. Така да нема некоја голема разлика, тука се тренира повеќе, се игра помалце, а во Германија е обратно, се игра повеќе, се тренира помалце. Така да мислам дека соодносот е ист. Како се адаптираше? Брзо? Многу време да ви требаше? Повеќе? Помалку? Па не, поради тоа што Дејан Манасков беше таму и вистина сум многу благодарен, многу ми помогна и тоа ми помогна да се вклопам побрзо. Се мача малце со јазикот, но основното го научив, да се разберам и ракометно и вака. Во тренинзите и во натпреварите учествуваш активно. Да, веќе ракометно разбирам и што ми зборуваат, знам и да прашам нешто, така да не ми е проблем ракометно, сепак надвор од ракометот, од теренот има малце проблем, но се полека ќе биде. Како изгледа кога доаѓа нов играч на половина сезона во Рајн-Некар? Од личното искуство можеш тоа да го посведочиш. Има ли некој посебен систем на работа со тој што е нов, за да се адаптира, посебни некакви тренинзи? Како те примија и како изгледаше тоа? Па ти даваат повеќе чекори напред. Едноставно те оставаат да видат како ќе се однесуваш, дали си работник, дали сакаш да тренираш. И едноставно кога ќе те пробат, кога ќе ти дадат шанса, не ти викаат и да погрешиш и се. Имаат некоја толеранција. Едноставно и можам да кажам, добив, што сте вели зборот, и личен тренер. Работев индивидуално во фитнес центар и позитивно тоа е, така да знаат како се работи со млади играчи и за нив сигурно тоа не е ново да дојде играч на полусезона. Јас го осетив на своја кожа, поради малце што сум приврзан према фамилијата, но сепак Дејан Манасков ми помогна и се полесно беше за мене. Може би немаше впечатлива минутажа, меѓутоа претпоставувам дека плановите и на твоите и на клубот се долгорочни околу заедничката соработка. Што очекуваш сега од престојната сезона? Па јас таа полусезона ја бев таму и имам уште 3 години договор со клубот. Така беше и замислата, тие 4 месеци што бев таму да се вклопам, точно така не добив многу минутажи, не играв многу. Што може би е за очекување? Да. Со оглед на сите околности. Да. И не ја познаваш таа лига. Да. Сепак и што се вели зборот, седев позади клупа, но за мене е едно големо искуство. Сепак да ги видиш како играат и каква е лигата. Сега очекувам да добијам една добра минутажа, не да играм по 60 минути, но 20 минути по надпревар и да влезам во еден ритам за... Кои се најтешки надпревари за Рајн-Некар во Германија? Па, со Кил, со Фленсбург, со Берлин. Сите се тешки, но тие се едни од дерби надпревари, каде што тие 4-5 селекции се борат за титулата. Како ги поставува клубот целите таму? Тоа се подразбира дека треба титула да се освои. Па не, ама... Како ви го соопштуваат тоа? Па не сум бил од почеток и не знам, ама сепак спортски е да одиш на таа титула и за секој спортист е сон да биде шампион на лигата каде што играш.
И мислам Рајнекен Левен 2 години со ред ја освојува лигата во Германија и малце ми е чудно што повеќе се борат за Бундеслига него ли за Лига шампиони. Така. И сепак таа лига му е подрага на нив него ли Лига на шампиони. За кога сме ке Лига на шампиони, нема да ги запоставиме и играчите на Металург, ќе се вратиме секако и на вас. Уште едно само имам прашање за тоа што Рајнекар ќе биде во група со Вардар во Лигата на шампионите. Тоа ќе биде едно интересно искуство. Ќе се среќавате меѓу себе и со Борко, со Барселона и со Кире, со Нант. Меѓутоа ќе треба тука во Јане Сандерски да дојдеш со Рајнекар. Сите македонци во една група. Да. Па драго ми е што ете, од немислено ќе дојдам да играм тука пред домашна публика, но со странски клуб. Не ти е ново тоа да ја... Па не, да. Па сепак Металург и Вардар е дерби, но македонски клуб. Да. Прв пат ќе дојдам со странски клуб во својата држава да играм. Ќе видиме какво ќе биде. Тоа е специфично чувство, да. Па ќе видиме како ќе биде чувството. Прв пат ќе го доживеам тоа, па после ќе кажам. Ќе раскажеш. Ќе раскажам. Ќе се вратиме на Филип и на Мартин и на Металург и на нивните планови и амбиции по кратката пауза за реклами. Останете на нашата програма. Последен завршен дел од отвореното студио, вечерва разговараме со тројца македонски ракометни репрезентативци, дел и од сениорската, меѓутоа она што е поважно за нас вечерва, тоа што се дел од младата ракометна репрезентација, која од вторник го почнува настапот на светското првенство што ќе се одржува во Алжир. Со Филип Талевски позборувавме малку повеќе за неговиот клуб Рајнекар Левен, се враќаме малку сега повеќе на Филип Кузмановски и на Мартин Велковски, играчи на Металург. Филип, прво, кај тебе мора малку да се задржам. Ти имаше можност, некаде во периодот кога и Филип заминуваше да почнеш кариера надвор од Македонија. Зошто се одлучи сепак да останеш на малку подолгорочен план во Металург? Па добро, мислам дека еден тренер како Шелина Шервар што сите сакаат, мислам да тренираат со него и да напредуваат. Мислам дека не бев уште како еден зрел играч и готов. Мислам дека секој почеток е тежок, во странство додиш, ти треба време, мислам. Ма види кај што не е германски јазик, зашто потешко изгледа. Секој почеток е тежок. Тука во Скопје ми одговара градот и сум дома, но на секој играч мислам дека предизвик да се направи Добро, тоа што си во Скопје дома е едно, меѓутоа тоа што треба да се развива кариерата некаде надвор од Македонија и тоа е известна работа. Па добро. Очекувано е тој чекор да се направи, или? Па да, нормално дека за секој спортист е цел да игра. Јас моја кажам во Бундеслигата што ми е цел да Пак со завршам. германски. Да. Се надевам дека нема да имам проблем јас со јазикот на германски, дека ќе се спремам, имам време. Имам договор валиден со Металург до 2019 година. Тука Металург се надворува во најаката лига. Да, можеби би размислувал сепак како се има прилика да напуштиш порано ако го дозволуваат условите тоа. Ако да речеме за една сезона ја одиграш оваа предстојнава, па имаш потоа можност и се чувствуваш веќе подготвен, дали би размислувал на таков чекор? Па да, зошто да не, чист пример е Талевски, што имаше валиден договор со ова си замина во Рајнекар. Имам пред се на сега сезона нова во Лигата шампионите, мислам дека добро првенство за докажување во сека лигата. Здравје да изиграше на добра сезона, мислам дека Талевски имаше таа добра и минутажа и исто и јас со Лино Червар изигравме некои утакмици. Еве сега шанса, зошто да не? Мартин, какви се перспективите на Металург за следната сезона? Па не чека една тешка сезона каде што повторно играме и сека лига добивте и шанса за Лига на шампиони, што е исклучително важно за клубот и за неговиот развој. Да, и сепак на крај не чека тоа македонско првенство. Немаме време за одмор во текот на целата сезона. Се надевам дека ќе не прати здравјето на сите играчи. Имаме доста тешка, имаме претежно тешка група Лига шампиони, каде што повторно играме со Монпелје. Единствената екипа од долните две групи која стигна дури до четвртфинале. Да. И не знам, многу среќа на жребката за Лига шампиони. Па добро се. Меѓутоа изборот не е голем, тие се тие екипи. Мислам дека повеќе зависи од нас него од другите екипи.
Добро, Металург лани имаше сосема солиден биланс во Лигата на шампионите. Завршивме трети, ни фалеше една победа. Многу малку мала каде беше за да разликата бидеме со втори. второпласираниот, така добро се сеќавам, мислам дека така беше. И сега се надам дека пред 2 години, например, бевме предпоследни во таа група, сега отидовме чекор погоре и се надам дека ќе отидеме уште еден чекор погоре, каде што ќе играме квалификации за 8 на Да, финале. на разигрувањето за Разигрувањето и тоа е целта. Да идеме се погоре и погоре, имаме се повеќе искуства. Во глобала екипата има доста промени, но одредени играчи се заедно повеќе време. Македонскиот табор, не се менува. Да, македонскиот табор си остана ист. Сеха лигата е за вас исто актуелна. Може би не толку од резултатски аспект, колку повеќе од тоа дека се тоа сепак добри надпревари за кој екипата ги користи за вкомпонирање на оној целиот систем на игра и за подобри резултати во Лигата на шампионите. Добро, тешко е тоа темпо да се држи Лига шампиони и сеха лига, што патуваш и во сеха лига се враќаш, се спрема за Лига шампиони, тоа е исто. А како нас, како млади играчи, тоа мислам дека тие две надпреварувања што се Лига шампиони и сеха лига се многу плюс за искуство и за напредок во кариерата. А домашното првенство ви доаѓа секако на крај, од кога веќе се истрошени. Има измени во сеха лигата, дел од екипите напуштија. Како ја оценувате престојната сезона? Па мислам дека тие надпревари од сеха лига пак остана некои многу јаки екипи кои играат и Лига шампиони. Добро, пред се тука и Вардар. И Вардар, да, и мислам дека ќе биде добра припрема за секоја утакмица во Лигата на шампионите. Таму повеќе може да се експериментира во сеха лигата, него во Лигата на шампионите и мислам дека многу ќе ни помогне, бидејќи многу е битно да има повеќе надпревари каде што може да се пробува. Квалитетни надпревари, Квалитетни затоа пред се што надпревари, сепак за да. волја на вистината во домашното првенство Металург се покажа дека може да држи чекор апсолутно со Вардар, како што и видовме оваа сезона. Вие имавте и една победа на крајот на првенството, така што квалитетот на домашното првенство сепак не е доволен за Вардар и за Металург. Добро, таа победа беше на домашен терен во Автокоманда. Можам да кажам дека не смета како е за една млада екипа и што имаме некои нови работи, сигурно ќе спробаме, мислам дека ги изненадивме со тоа. Но може малце тоа се кренавме во област и неказнија во Јане Сандански. Но тоа бевме свесни и имавме на голема шанса што не искористивме за купот во Битола што се играше, кој загубивме со еден разлика. Тоа ми беше поинтата, Металург сепак успева да одржи ниво со Вардар, кој е европски шампион, меѓутоа останатите клубови сепак се неколку чекори поназад. Па добро, поназад се кои се напарувале се ако беа тие Пелистер, Работни и Кохрид. Мислам дека тие се конкурентни тие меѓу себе и на секој му е желба со Вардар да се надигрува и со Металург. Тие нас не гледаат како најголем ривал, ние кои што го гледаме Вардар. Тешко е на тие гостувања, не е лесно да кажеме дека ние се напрворуваме во Лигата шампионите во сеха лигата или ако одиме во Охрид дека нас не биде лесно. Напротив, нас ни е многу тешко. Едно дека сме многу уморни од тие напрворувања, дека Помотивирани се од вас во тие надпревари, претпоставувам дека е тоа. А мислам дека кои подцениш дека тие ќе не искористат максимум за да не победат на гостински терен во Македонија, мислам дека сегде тешко да се игра. Во Битола која сега е реновираната сала беше полна и со Пелистер која се држеше до 50 минута и кој го добивме мечот со 3 разлика. Таму беше тешко. Но Металург можам да кажам дека мене цел ми е да се напробувам само со Вардар и да се надигрувам дека не е најголем ривал. Тоа ми е криво што оваа година нешто јас честито за Вардар што освои Лига на шампиони, но мислевме дека можеме да барем купот да го земеме во Битола да се израдуваме, но сега да се спремаме и за наредната година, зашто не? Се согласуваш ли со ваквите амбиции на Филип дека Металург сепак треба да има еден трофеј од домашните првенства? Па да, например, оваа година бевме доста блиску до трофеј, имавме шанси и во лигата, и во купот. За малце ни избега, сепак они се поискусна екипа. Тоа е таа мала разлика. Малата разлика. Сепак они се поискусна екипа. Кога беше најбитно, они изиграа 100%. Можда и ние паднавме по некој така притисок. Добро, се и повозрасни играчи кои играат играле и во големи клубови. И поголем калибарни играчи, поквалитетни.
но сепак може да ќе научиме нешто од минатата година и оваа година ќе успееме да украдеме некој трофеј од Вардар. Лига шампиони завршниот турнир гледавте ли? Како ја проценувате титулата на Вардар? Имаше доза на изненаденост. Можеби во Македонија имаше еуфорија, меѓутоа во европскиот ракомет имаше доза на изненаденост со тоа што Вардар ја освои титулата. Какви беа реакциите во Германија? Па се покажа во последниве 4-5 години се покажува дека аутсайдерот го освојува секое првенство. Така да го покажа и Вардар. Беше аутсайдер и на таа средба со Барселона, но и на Можеби другата. немаше класичен аутсайдер, меѓутоа беше дебютант. Да, но и на другата. А немаше германски екипи. А немаше герман. Тоа првпат се случува во историја да нема германска екипа на тој завршен турнир. И малце чудно, но Вардар што ја освои таа титула е едно голем успех за нашата Македонија и искрено да кажам сум горд што сум македонец и што една екипа Вардар што до вчера ми беше ривал, градски ривал, баш така, што освои една европска титула и ја направи горда цела Македонија. Ги гледав утакмиците и од срце се радував, морам да кажам. Сега вие за градскиот ривал не може многу убаво да зборувате. Тоа е логично, меѓутоа претпоставувам дека успехот на Вардар е дополнителна мотивација за Металург како клуб и за вас како играч. Добро, тоа е доказ дека не секогаш фаворитот може да добие, дека исто така, на пример, и ние можеме Вардар да го изненадиме во македонското првенство и куп. Они докажаа дека со срце, пред се и со жела, мотивација, се стига до титула. Има можеби малце среќа, но таа среќа беше заслужена. Таа треба да ја одработиш. Треба да ја одработиш таа среќа која на крај ги награди пред се прво со гол во последната секунда во полуфиналето и потоа во финалето која своја титула. Мислам дека не постои подобар начин да се освои титула и не верувам дека до сега се случило такво нешто. Филип, како гледаш ти на успехот на Вардар? Па добро, среќа да му се врати, уште тоа ако беше несреќа, пред 3-4 години Вардар се мачи за да оди на Final Four. И таа желба остварија и остварија Лига шампиони до свет. Тоа му беше тешко 3-4 години, мислам дека и на Раул, тоа беше голем притисок и на играчите, имаше многу смена, но морам да кажам и од еден до последен играч го даде својот максимум и сите изигра на ниво што јас искрено не го очекував тоа да изигра толку, но покажа карактер, покажа и честито. Момци, јас ви благодарам што вечерта пред заминување успеавте да одвоите време и да бидете гостин во отвореното студио на телевизија Нова. Ви посакувам многу успех на светското првенство, ви посакувам да стигнете што е можно подалеку. И кога ќе се вратите, ако е можно, пак да се видиме па да кажете како сте стигнале до тој резултат. Пред се да ја минете успешно групната фаза. Почитувани, ние тука полека се разделуваме од вас. Зборувавме за македонската младинска ракометна репрезентација, која од вторник го почнува настапот на светското првенство. Наши гости беа тројца репрезентативци: Филип Талевски, Филип Кузмановски и Мартин Велковски. Тие од вторник против Русија го почнуваат настапот на овој ракометен мондијал. Секако нивното присуство го искористивме да позборуваме и за нивните клубски кариери, за сениорската репрезентација, но и за се она што се случува во европскиот ракомет. Јас ви благодарам за вниманието со кое го проследивте ова издание на Отвореното студио. Ве поканувам секако до приложение да останете на програмата на телевизија Нова.